не било можно тоа. Во тој дух на растење во сферата на образованието, Од Радовиш, Виолета Станковиќ, наставник по математика. Втора година поред даваме посебно значење на 24 мај, денот на сесловенските браќа Кирил и Методи. Со пригодна свеченост, значи го обележуваме со одредена програма, и ви имавте прилика и сами да забележите во делот на програмата. Исто така, еве од минатата година восстановивме една пракса да ги наградиме на добрите наставници во оделенска и во предметна настава, како и во средното образование, а еве од оваа година ја надополнивме таа наша идеја со оддавање на признание и наградување и на воспитувач и неговател од јавната установа детска градинка Ацо Караманов. И се до тоа го правиме во насока се со цел да го стимулираме образовниот процес, да ги стимулираме наставниците и се до тоа го надополнуваме на сите одредени чекори кои претходно ги имаме преземено во делот на стимулацијата, како што се наградите и признанијата на сите тие наставници, во делот на ученичките стипендии, како и сите оние ученици од Радовиш, од сите основни и средното образование кои што постигнуваат успеси на државни и меѓународни надпревари. Ние како општина знаеме тоа да го цениме и соодветно да го наградиме, како што реков, се со цел да биде тоа само дополнителен стимул за дополнителни резултати и достигнувања. Така, имаше прекрасна представа, ваше подобрение за представата која што се одржа денес овде? Па да ви кажам искрено, се уште сум под емоции, навистина прекрасно, еве, искрени честитки и на режисерот, наставникот Постолов Томе, како и на сите актери кои што беа дел од оваа представа. Навистина сум изненадена, бидејќи до последен момент не знаев кој ќе биде и покрај тоа што знаеме дека сите сме заслужни за ова признание во редот на наставниците, но сепак пријатно сум изненадена и благодарна на организацијата на општината за оваа чест на просветните работници. Ова веројатно е после долгогодишната работа моја во училиштето во Крсто Петко Бисерков, работа со децата, емоциите се, знаете како ќе добиете награда, секој сте возбудени и среќен. Пред време знаевте дека сте номинирани? Не знаев. Па јас не додов во училиштето и ме викна директорката, вика дека ќе те предложиме за најдобар наставник. Што јас го чекав многу порано, многу повеќе и шум така реков, се согласи и готово. И затоа па еве сега гледам дека ме предложи и за најдобар наставник од кај сите наставници. Зад мене на распарчена Македонија, а пред мене подвижен гроб. Се постило векот, со кушум и веќе во моето срце. Јас што сакам да изменам. Ги корнеле од утробата непознати војници трите деца. Буки, веди, па ајбо, нив да ги молиш. Танец! Танецот на мртвите! Вардар, и Вардар, и Егеј, и Пири, обединети да бидат. Ако Господ го вразуми нашиот народ, ако си ги подадеме рак, Ти крачам како недоведна, за да те стигнам. На представата Деца на сонцето од распарчената земја те подготвувавме 3,5 месеци. Да прва премиерата беше на патрониот празник на училиштето Крсто Петков Бисерков на 17 ноември 2014 година.
со истата представа која предизвика голем одек во Радовишката публика, настапувавме и на драмскиот аматерски фестивал во Кочани, каде што на општо задоволство ја добивме втората награда, престижна награда за најдобар сценски говор. Инаку представата Деца на сонцето, Распарчената земја, е според мотиви од Јордан Плевнеш, наш популарен писател, кој се бави со оваа тематика, претежно. И од каде инспирацијата за ваков сценарио? Инспирацијата ја добив според монолошките искажувања на артистот Петар Темелковски, и со децата упорно работевме цели 2,5-3 месеци пред премиерата. Мислам дека децата го надмина својот максимум и самите се надмина себе си.